Општинскиот штаб за заштита и спасување денеска одржа состанок во врска со актуелните опожарувања што се случуваат изминатиот период во попладневните часови на потегот Средорек, Стари Лозје, Бавчи, па се до влезот на населбата Перочичо. Кризниот штаб донесе повеќе заклучоци, информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Од денеска отпочнаа со заеднички патроли комуналната инспекција и полициската станица од општа надлежност со цел превенирање, но и откривање и санкционирање на сторителите, соопшти Димитриевски. Штабот донесе поголем број на заклучоци и даде конкретни напаствија на надлежни служби под надлежност на општина Куманово и барање до други институции кои што не се под наша надлежност. Конкретно лоцираме зона, критична зона во урбаното средина. Тоа е на локација Средорек, локалитет Бавчи, влезот на населба Перочичо и дополнително просторот спроти спомен Костурница, каде што често се јавува пожарување или на ниска трева или на диви депонии. Дополнително имаме и појави и откриени сторители на опожарување на отпад, кој што подоцна се користи и се препродава во отпади, или конкретно камионски, автомобилски стари гуми, каде што се вади железото, ниф оди за понатамошна продажба. Од денеска отпочнаа да работат заеднички патроли на комунална инспекција и на Министерство за внатрешни работи, полициска станица од општа надлежност, каде што ќе контролираат, ќе работат превентивно и дополнително, значи ќе ги фаќаат сторителите. Во оваа прилика апелирам до граѓаните да ги пријавуваат ваквите појави. Од друга страна, исто така апелирам до сите граѓани за да не опожаруваат на јавни и отворени места. Испративме писмо до Македонски железници да си обезбедат трасата, бидејќи на потегот Лопате Романовце, Брзак и Агино село многу често исто така се случува поради искрење на од високонапонските жици на самата железничка траса доаѓа до опожарување на тревата, кое што покрај коловозот, железничкиот коловоз не се држи во соодветна состојба, да го санираат тоа и дополнително до МЕПСО и до ЕВН во делот на далеководите и секундарната дистрибуциона мрежа, бидејќи последниот случај кој што го имавме на пожар на локација Мургаш, Кокошиње, од страна на местното население се посочува дека токму причината за пожарот доаѓа од секундарната мрежа и искрење на самите жици кои што се под напон. Дополнително дадовме насоки на јавно предпријатие Чистота да продолжи интензивно со чистење на дивите депонии на сите овие локации, но и други локации во градот. Утврдивме дополнителен број на места на овие локации за поставување на големи садови за собирање на отпад, како не би се создавале депонии. За жал, веќе некои беа поставени, веднаш беа од страна на несовесни граѓани фрлени и добар дел уништени. Побаравме од полицијата да интервенира и да ги најде сторителите и да има повисоко ниво на координација помеѓу службите. Воведоме дополнителен пункт за противпожарна контрола од страна на територијална противпожарна единица, кој што ќе биде времен пункт на едно пожарникарско возило со тим на пожарникари лоциран на спомен Костурница, како би можел во случај да се случи пожар, опожарување, да реагираат уште побрзо и физички да го следат тоа, да имаме како пункт за наблюдување на територија на градот. Се зависи од свеста на граѓаните и нивниот пристап. Доколку граѓаните се свесни дека со опожарувањето самите себе си штетиме најповеќе, мислам и ако се постигне човечката свест на повисоко ниво, можеби ќе успееме да превенираме нешто. Доаѓаме во црвена фаза на пожарите, каде што не само Куманово, туку на целата држава и прети опасност. За жал, капацитетите на Македонски шуми за делување во
шумски пожари се многу мали и многу пати нашата територијална противпожарна единица е изложена да интервенира и таму каде што другите имаат обврска, не интервенираат. Поразговараме и со раководителот на Македонски шуми да ги засилат нивните капацитети. Очекуваме и од владата да излезе во пресрет на нашето барање, да ни обезбедат дополнително во овој временски период плюс 40 пожарникари. Се надевам дека тоа барање ќе најде на разбирање кај нив и пак ќе кажам, свеста на граѓаните е најбитна. Опожарувањето на ниските треви и стрништата од страна на граѓаните, всушност можеби тие истите мислат дека прават во делот на земјоделските површини и нивната обработка добро, но прават огромна штета. Заклучокот на штабот е дека најголем број на опожарувања се случуваат токму на отворени простори каде што нема или не живее население. И баравме од МВР да има поинтензивни контроли, да обрне внимание на тоа, да задолжи дел и од луѓето од инспекторатот да вршат истраги веднаш по ваквите случаи да ги пронаоѓаме сторителите. Од страна на општина Куманово и комуналните служби до сега имаме некаде околу 20 случаи каде што има фатено лица кои што создавале диви депонии, опожарувале и така натаму. Ние ги информираме МВР понатаму, но за жал сето тоа по насоки на обвинителството останува како прекршок се третира. Ке побарам во следниот период средба и со основниот јавен обвинител во Куманово. Сметам дека мора да изнаоѓаме начин да ги санкционираме ваквите сторители, бидејќи предизвикуваат општа опасност.